Денеска би изборувале за како настанал светот. Познато ни е дека Господ, кога го направил универзумот, го направил сончевиот систем, во тој сончев систем ја направил планетата Земја, ја вградил на трето место од сите планети на Земја на сончевиот систем и ќе видиме дека таа во почетокот немаше живот, тој ја вдахнал со живот, прво ги направил растенијата и животните сите во неа, оспособил да живее човекот и го формирал на крајот и човекот. Тој направил 3 раси на земјинава планета, значи жолтата, монголоиде, црната, негриде и белата, јас ја нареков македоноиде, затоа што значи Македон кој оди. Или пак монголоиде, кој е монголец кој оди. Од овие 3 раси е населена на целата земја планета. Ние ќе се задржиме на белата раса, поради тоа што ние македонците потекнуваме од нејзе. И најновите наоди кои ги има денешната наука е местото камени гумна на Халкидики во пештерата Црвени стени, денешна Петралона наречена. Тамо е најден череп стар 600 до 800.000 години. Се претпоставува дека од тука, од Македонскиот полуостров, тој бел човек, македонец, почнал да се размножува и експанзирал на целиот Македонски полуостров, а подоцна се расширил низ целата земја и ги насил сите 5 континента на земјинава планета. Денеска ни е познато дека македонците на овие простори изградиле илјадници села и градови. Македонците се тие што успеа да го направат писмото. Македонците се тие што почнаа да градат куќи. Македонците се тие што успеле да направат бродови да се плови по море. Македонците се тие што направиле мостови, патишта, војни оружја, алатки за обработка на земја. Како да се обработува земјата, кои растенија се ползни за неговиот живот, кои животни ги припитомил, како конјот, свињата и говедото, со кои тој можел да врши многу домашни работи. И познато ни е дека македонците на Македонскиот полуостров биле поделени во повеќе провинции, каде што живееле нивните кралови. Тие почесто водели меѓусебни војни, оттука експанзирале и го населиле целото Средоземно море. Македонците во областа Пелагонија го составија, прво го изградија својот капитален град Пела и оттука почна да го населуваат целото Средоземје и затоа се зборува за пелазгите. Меѓутоа пелазгите се само еден од македонските родови, кои во 4-тиот
па до некаде 11 век биле главни во Македонското царство. Пред тоа ние во неолитот имаме и многу постари македонски кралства. За нив треба уште да се проучува. Имаме сознание на Македонскиот полуостров со писмо старо до 400.000 години. Имаме писма кои се наоѓаат со 100, со 200, со 300.000 години стари на сите 5 континента на светот. И сето ова нас ни кажува дека Македонија е центарот на светот. Значи, цивилизацијата, денешна, белата цивилизација, се македонци. За денеска толку имам да ви кажам, па одложуваме понатака со идниот видео кој ќе го поставам на Facebook. Благодарам. До следниот пат.